13 јуни 2025 година, петок, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Обвинителството поднесе обвинение против 34 физички и 3 правни лица за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 62 лица, меѓу нив и 6 деца. Според обвинителниот акт, со години назад се кршеле закони, се прикривале неправилности и се дозволувало објектот да функционира, иако не ги исполнувал нити минималните услови за безбедност. За 11 лица е запрена постапката и нема да бидат гонети, бидејќи немало доволно докази. Меѓу нив се и екс-директорите на Државниот пазарен инспекторат, двајца екс-министри за економија. За Владимир Блажев Панчо има прекин на постапката додека е на лекување, како и за Александар Карадаковски, кој бил управител на фирмата, а починал на болничко лекување. Јавното обвинителство во законски предвидениот рок постапуваше внимателно и го анализираше целиот прибран доказен материјал и денеска до Основниот суд во Кочани се поднесува обвинителен акт против 34 физички и 3 правни лица за кривични дела, со кои заеднички со учество во действие на извршување на кривично дело или со друг особен придонес кон извршување на делото предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и за имотот од големи размери на место каде што се собрани поголем број на луѓе, односно на 16 март 2025 година при настапот на музичката група ДНК во угостителскиот објект Клуб Пулс Кочани, каде во пожар 62 лица го загубија животот, со тешки телесни повреди се здобија 157, а со телесни повреди уште 54 лица. Обвинетите делото го сториле со свесно непостапување според прописите и техничките правила за заштита, а дел од нив и со директно општо опасно средство и действие со кое бил предизвикан пожар. За 13 осомничени полицајци од Штип и Кочани се бараат мерки за обезбедување на присуство, а се гонат дека при акцијската контрола не спречиле да биде активирана пиротехниката, но истовремено постапиле испротивно на прописите за заштита и одобрување акцијска контрола во дискотеката. Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, при основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, постапувајќи по кривична пријава, поднесена од страна на МВР, оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 13 полициски службеници. Во конкретниот случај постои основано сомнение дека во период од 14 март 2025 година до 16 март 2025 година на територијата на СВР Штип осомничените како службени лица сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност, имено истите како соизвршители не постапиле според прописите за мерките за заштита, одобриле план за акцијска контрола на угостителски објекти на подрачје на ПС Кочани, без да проверат дали истиот го има опфатено сите проверки во надлежност на МВР
и дали се запазени одредбите од стандардните оперативни процедури за процена и управување со ризик при вршење на полициски работи. По овој план, кој бил изготвен врз основа на претходно изготвени планови, без било какви измени, било постапено и на 16 март 2025 година на место каде што биле собрани поголем број на луѓе во кабарето Пулс, не преземале мерки да спречат активирање на пиротехничка опрема на сцената каде настапувала музичката група ДНК во моментот кога ја вршиле контролата, чие палење не било пријавено во полициска станица Кочани, а од која пиротехника како последица настанал пожар во дискотеката Пулс, со што не преземале мерки за заштита за присутните лица во дискотеката Пулс, каде поради несоодветните услови за работа во текот на акцијската контрола настанал пожар и со тоа предизвикале настапување на смрт на 62 лица и над 200 лица се здобиле со потешки и полесни телесни повреди. Имајќи предвид околностите, а заради непрешено водење на кривичната постапка и заради обезбедување на присуство на обвинетите, јавниот обвинител на судијата на претходна постапка на Основниот кривичен суд Скопје предложи спрема осомничените да се определат следните мерки на предпазливост и тоа: забрана за напуштање на живеелиштето, односно престојбиштето, обврска на обвинетите да се јавуваат повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган кој ќе ги определи судијата на претходна постапка, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со определени лица, осомничените во оваа постапка, како и забрана за преземање на определени работни активности полициски служби. СДСМ на денешната пресконференција побара кривична одговорност за директорот на БЈБ Јанев и оставка од министерот Тошковски. Денес се потврди се. СДСМ ја говореше вистината за Кочани од првиот ден. Обвинетите полициски службеници вчера се лица кои СДСМ ги објави во серијалот Вистината за Кочани како директно одговорни за дозволување на нелегалното работење на дискотеката Пулс и за сите безбедносни пропусти. Се извинувам. Благодарение на објавените факти, притисокот конечно се постапува. Но не смееме да заборавиме. 4 месеци директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, министерот Панче Тошковски и целиот врв на ВМРО ДПМН се обидуваа да ја прикријат одговорноста. Наместо итно да постапат, тие бранеа и криеа своји функционери, ја лажеа јавност и вршеа притисоци врз обвинителството за да не постапува против нивните кадри, кои докажано директно се одговорни за пожарот во кој изгореа 62 деца. Во овој период многу веројатно биле уништувани докази. Беше компрометирана истрагата, а родителите беа повторно понижени со лаги и игнорирање. Александар Јанев, како прв човек на БЈБ, има директна одговорност за своите подредени. Тој ги поставил, тој давал наредби и затоа мора, буквално мора да понесе кривична одговорност. Истото важи за Панче Тошковски, кој целиот период ја штитеше структурата во полицијата и тврдеше дека нема вина. Христијан Мицковски пак со недели ја користеше трагедијата за политички напади, обвинувајќи ги сите, освен оние што ги поставил тој лично на функција. Ги лажеше родителите, ја манипулираше јавноста и се обидуваше цело време да ја задуши вистината. Мицковски, кој е некрофил сега? Дали си ти или е СДСМ? Денес, почитувани граѓани, отвараме многу битно и суштествено прашање. А тоа е следново. Колку докази се уништени додека власта ја блокираше правдата? Колку одговорни лица ќе успеат да избегнат казната поради 4-месечното прикривање? СДСМ бара целосна одговорност од сите инволвирани, институционална, кривична и политичка. Јавноста мора да знае која кочеше истрагата,
кој ги штитеше виновниците и кој со молк и лаги учествуваше во прикривањето на една од најголемите трагедии во поновата историја на нашата Македонија. Без одговорност за Јанев, Тошковски и Мицковски нема целосна правда, а правда за Кочани мора да има. За крај, Социјалдемократски сојуз на Македонија уште еднаш ја поздравува акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, во која конечно се лишени од слобода полициски службеници кои биле на должност за време на трагедијата во Кочани. Апсењата на јавното обвинителство во случајот Кочани се на база на документација од МВР. Обврска да постапува и превзема действија исклучиво на јавното обвинителство, реагира од ВМРО-ДПМН. Пукна балонот на лаги и манипулации на СДС во врска со истрагата за несреќата во Кочани. Сите може да видат дека институциите постапуваат професионално и неселективно. Лаги и манипулации се сите тврдења дека институциите постапуваат по притисок на опозицијата, невешти пиар обиди на СДС да ќари некој политички поен. Потенцираме дека МВР и институциите на системот ги доставиле сите потребни докази и информации за несреќата во Кочани до јавното обвинителство уште пред 1 месец. Сите преземени акции од јавното обвинителство до сега и од сега се исклучиво врз основа на доказите кои ги обезбедиле Министерството за внатрешни работи. МВР предаде обемна документација во јавното обвинителство и никој не е поштеден. Задача на јавното обвинителство е сега врз основа на обемната документација за случајот која им е предадена да ја лоцираат вината и да подигнат обвиненија за секој еден за кој сметаат дека според правната логика е на било кој начин виновен за пожарот и смртта на децата во Кочани. Ниту еден полицаец, функционер или кој да е граѓанин кој имал допирна точка со предметот не е изоставен и се е опфатено во документацијата. Нашиот правен систем е акузаторен, систем во кој МВР и другите органи се база на информации за јавното обвинителство, а јавното обвинителство е тоа кое мора да ја изгради теоријата на случајот. Потенцираме дека МВР на ЈО му доставило преобемна документација и дека со оглед на тоа очекуваме действија по однос на истата да има и во иднина. Постапување по доказите од МВР, откако истите се предадени и преземање на било какви действија е обврска единствено на јавното обвинителство. Колку е сериозен обемот на документацијата, покажува и фактот дека во овој случај се опфатени над 60 лица од министри, преку МВР, институциите, бизнисмени, градоначалници, секој еден кој можел да има вина. А сега да прашаме, колку лица беа опфатени во истрагата за модуларната болница? 0. Колку беа во Бесатранс и Ласкарци? 0. Сега, тоа е разликата од МВР сега и од МВР кога СДС беше на власт. Одговорност има за секој, без разлика кој е и од каде е. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци во соработка со јавното предпријатие Комуналец Неготино и локалната самоуправа превзеде активности за решавање на проблемот со подземните води на улицата Дисанска. Во рамките на градежните интервенции се изведува поставување на дренажна цевка FI200 во должина од 100 метри, со што подземните води ќе се пренасочат кон атмосферската канализација. Со оваа санација се очекува конечно решавање на повеќемесечниот проблем кој ги засегаше жителите на овој дел од градот. Служби на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци работат на мулчирање, одржување на локалните патишта во селата Страгово, Горна и Долна Бушава, Чемерско и Бохула, а во следниот период ќе се продолжи истото и на останатите патни правци на територијата на општина Кавадарци.
На клиниката за ортопедски болести при Тоари Луц успешно се изведени 2 сложени трансплантации на коска од починати донори, со што продолжува примената на современа и високо специјализирана медицинска интервенција во областа на ортопедијата и травматологијата во нашата земја, информираа денеска од Министерството за здравство. Министерството за образование и наука подсетува дека утре започнуваат уписите во средните училишта во учебната 2025-2026 година. Пријавувањето е електронски и се спроведува преку порталот услуga.mov.gov.mk, каде учениците се најавуваат со сопствените кориснички сметки на schools.mk. Првото пријавување трае од 14 до 17 јуни, а второто е на 30 јуни. Конечните ранг листи по двете пријавувања училиштата ќе ги објават на 2 јули. Како и во изминатите учебни години, учениците ќе треба да достават хартиени документи до училиштата, а се прават напори од следната година процесот целосно да се дигитализира. Во дневникот информации и од спортот. Ракометната федерација сака да менува важни правила за следната сезона. Според новиот предлог, клубовите во плей-офот и плей-аутот би пренеле онолку бодови колку би освоиле во регуларниот дел. Последната надпреварувачка сезона во ракометниот шампионат на Македонија заврши супер интересно. Со дерби во последното коло и нова титула за Еврофарм Пелистер освоена среде Скопје во директна пресметка со најголемиот конкурент Вардар. Раководството на Ракометната федерација на Македонија планира од следната сезона да воведе значајна промена околу системот на надпреварување поврзано со пренесување на бодовите од Суперлигата, од регуларниот дел, во плей-офот и во плей-аутот. Имено, постои предлог за промена на досегашното правило со кое првопласираната екипа имаше само 1 бод предност во доигрувањето во однос на вториот и третиот на табелата. Истото важи за седмиот на табелата, односно првиот во плей-аутот. Според предлогот на Ракометната федерација на Македонија, што се очекува да биде прифатен од клубовите, со што ќе стане валиден веднаш од сезоната 2025-26, веќе нема да има вакво пренесување, туку сите екипи во плей-офот и во плей-аутот ќе го пренесат вкупниот број на бодови што ќе го освојат во регуларниот дел од Суперлигата. Со тоа ќе се заштити тимот што евентуално би доминирал во првиот дел од сезоната да не влезе во плей-офот со само 1 бод предност во однос на ривалите. Исто така би се овозможило и тим што би играл подпросечно и би бил убедливо последен во Суперлигата, потоа да заостанува само 1 бод зад ривалите во битката за опстанок. Според мислењето на луѓето од Ракометната федерација на Македонија станува збор за сосема исправен предлог со кој ракометната сезона би била уште подраматична, па се очекува предлогот да биде изгласан во наредниот период. За разлика од федерацијата, постои мислење дека со овој предлог ќе се влијае на неизвестноста и конкурентноста, па така поедини тимови во плей-офот и во плей-аутот не би имале никакви мотиви за игра и надигрување. Сепак, клубовите се тие кои треба да го кажат последниот збор и да одлучат дали ваквиот предлог е корисен или штетен. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Претежно сончево и топло, ќе дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец, температура до 31 степен.
Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен викенд.